А ние ќе продолжиме со разговор во студиото, почитувани, и тоа на тема туризмот може да биде најсилна економска гранка во Македонија. Дали навистина може? Што правиме и што треба да направиме за да биде така? Зборувам со мојот денешен гостин Владко Сулев, председател на Националната асоциација за дојдовен туризам. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро е најдов. Благодарам што ја ставаме темата туризам на дневен ред како што заслужува. Јас и често, освен тоа што го кажавте, често знам да кажам, туризмот е и шансата на нашата држава и не треба да ја испуштиме таа шанса. Но како да не ја користиме доволно? Затоа викам, не треба да ја испуштиме таа шанса. Кој што е пред нас, треба да ја зграбиме сите заеднички и да тој бенефит што би го донел туризмот и сега го чувствуваат доста граѓани, значи не би сакал да зборувам дека не се чувствува тоа што веќе туризмот како индустрија буквално го генерира, затоа што тоа е многу комплексно, рекла во прилогот 500 милиони, но тоа се директни средства кои што се мерат. Индиректните се минимум 15 други гранки кои што живеат директно од туризмот. Ја секогаш кажувам, и земјоделието кај нас ќе има огромен бенефит ако ние имаме развиен туризам. Продуктите многу полесно ќе се пласира и на повисока цена и повеќе средства за нашите сограѓани. И ред други за најчиите, начин да го зачуваме за најчиството и уште ред други економски гранки кои што би биле директно засегнати од туризмот. Еве да тргнеме со ред. Новогодишниве и божикниве празници се, само да речеме, почеток на оваа зимска сезона која што е пред нас. Што треба да направиме за иселенициве кои што се дојдени ќе мора да се вратат назад, веројатно околу Божик, после Божик, затоа што таму ги чека работа. Но како да привлечеме прво домашни туристи со оглед на тоа што зимскиот распуст е во тек, па треба нели и децата да ги однесеме на зимување, ние да се одмориме малку. Што правиме на тоа поле? Дефинитивно еден од фокусите кои што треба да ги ставиме како држава, како систем за зимскиот туризам, за да имаме повеќе поразвиен зимски туризам, е домашните гости. Значи тоа треба да биде фокус, треба заеднички организирано, координирано државата да направи програма, промоција, чекори инвестиции во првична и во секундарна инфраструктура. Значи во тој дел ние, ја доаѓам од Националната асоциација за дојден туризам, но внатре сум како туроператор. Ние, македонски туроператори, тука многу малку можеме да допринесеме. И во најголем дел тука теретот паѓа на општините, на државата и на хотелиерите, во најголем дел, и гостителските објекти. И тука треба да има една координиран настап на сите, за да можеме да имаме резултати. И потоа, исто така, треба да се фокусираме и на регионалните гости. Тука зборувам за гостите од Грција, Албанија, Косово, Србија, па и Бугарија. Значи, ако имаат они доста развиени туристички центри, секој сака промена, ние треба да се позиционираме, да се работи во подобрување на инфраструктурата, и паралелно на тоа да се работи на промоција која што ќе донесе гости. Значи во тој дел. Анимирање на домашните туристи, слушнавме од целиот број тие се 25%. Значи ние немаме, според мене, тоа е лично мислење, немаме голема шанса да им во летниот период да им понудиме, но фокусот од друга страна треба да го ставиме на зимскиот период, кај што да ги задржиме дома со адекватна понуда. Тоа е нештото кое што треба да работиме. Веројатно можеме да бидеме интересни во текот на целата година со оглед на тоа што имаме можности како држава да развиеме одржлив туризам. Кога зборувам за одржлив туризам, треба да се најде начин како туризмот да функционира 12 месеци во годината. Дефинитивно продолжување на сезоната веќе не се случува, значи ако порано се зборуваше и се измени сезоната за Македонија, збориме како туристичка дестинација, сега моментално најсилни месеци се мај, јуни, септември и прва половина на октомври. Сезоната е продолжена. Се направија некои навистина добри потези, значи со потпишување на директни договори со туроператори, затоа читаме 12.000 германци, тие не падна од небо, значи се работеше на тие да се донесат тие туроператори и тоа е значи одличен начин, но во исто време треба да се работи и на посериозна промоција. Значи јас се радувам
на сите гости. И значи ние не треба, јас секогаш кажувам, не треба сите јајца да ги држиме во една кошница. Значи одлично е тоа што имаме огромен број на турски туристи, но ние треба да размислуваме за дисперзија, значи да расте бројот и на турските, но да растат и на другите пазари. Затоа што не дај Боже било каква ситуација се случи на еден пазар, не смееме да бидеме жртви на тоа. Не дај Боже. Затоа велам дека сите гости ни треба и секаде треба сите бројки да растат, но треба да имаме туристи кои што и од многу повеќе држави, да не биде фокусот на неколку дестинации, а мислам емитивни пазари. Имаме ние активности како асоциација, еве сериозно работиме на скандинавскиот пазар. Тоа е пазар кој што ќе ја препознава нашата автентичност, го препознава тоа што ние како дестинација може да го понудиме. Сериозно се работи тамо. Значи исто така азиските туристи се многу интересни за нас, значи за целиот Балкан, значи таму има огромен потенцијал, тој пазар само ќе расте со бројки, така да ние треба да се фокусираме и да имаме што поголем диапазон на различни туристи кои што ја посетуваат нашата држава и кои што може да го оценат тоа што го нудиме. Нашата автентичност, нашата оригиналност, нашето гостопримство. Нашето гостопримство е главниот адут кој што го имаме ние. И тоа треба да го задржиме и тоа треба да го имаме како главно нешто кое што го и промовираме и го продаваме. Кога зборувате за азиските земји, може би малку чудно, иако туристите од Блискиот Исток се присутни секаде во Европа, па и на Балканот во последниве години, но имаме чувство како кај нас како да сме им само на поминување во еден дел. Остануваат ли во Македонија? Се менуваат и навиките, се менуваат работите. Јас зборам повеќе за далечен исток. Добро. Тука зборувам за една Кина кај што треба што побрзо да ги решиме визите, на начин како што го направи Црна Гора. Галантно и како што треба. Друга страна, тука е Тајван, кој што има огромен број на туристи кои што поминуваат. Тука е Јужна Кореја, тука е Јапонија, тука е Сингапур, тука е Малезија. Значи, цел Индонезија треба да се приспитам исто така со визите 350 милиони држава, 300 милиони држава. Значи, ние треба да тие брзо имаат експанзивен раст, значи економски и на секој начин и ние треба и тука да се фокусираме, а навиките нивни се менуваат, значи фокусот е веќе на пократки патувања, не само да се додаде држава и држава и држава, 10 држави во 14 дена, се менуваат и нивните навики и нивните, како да кажам, клиенти веќе тоа што го бараат. И затоа фокусот исто тука треба да ни биде. Европа е најголем емитивен пазар, блиску сте за 3 часа. Одлична работа завршена оваа година од Министерството за транспорт и ТАФ Македонија за секоја пофалба 3 милиони патници на Скопскиот аеродром. Значи тоа е одлично. Пристапот до дестинација е клучен за да развивате туризам, но тука Азија мораме сериозно да ја разгледуваме со активности и промоционални активности. Пак ќе споменам, ние како национална асоциација имавме роудшоу бевме во Тајпеј, Сеул и Токио, ја представивме достоинствено нашата држава, така да таквите активности мора да ни бидат да ги ставиме во календар и да ни бидат редовни активности, да не биде ништо адхок или инцидентно. Ова што вие го наброивте сега, мене ми делува како да зборувате за куповно моќни туристи. Луѓе кои што сакаат и малку по-луксузно, да речеме, да си поминат. Или пак сакаат да го почувствуваат автентичното овде, во Македонија. Дефинитивно, значи, нашиот фокус, ние не сме дестинација која што може да прими милиони, да речеме, огромни бројки. Така, ние... Тоа што ние треба да се фокусираме, клиенти кои што ќе бидат куповно способни, кои што ќе донесат максимален бенефит за нашите сограѓани, затоа што, рековме, тоа е еден склоп на сервиси кои што бенефитот останува во локалната економија. Така да фокусот треба да ни биде тоа, значи за некој од Азија да дојде во Европа, тоа значи веќе има куповна моќ тоа да си го дозволи. Исто така туризмот кој што го нуди Македонија, фасцинантно е дека ние сме на 7-мо место во светот по планини, 8-мо место е Швајцарија. Ние привлекуваме клиенти кои што
во тој да речеме активен туризам, кој што се помали групи од некои 15 на луѓе, 12 до 15 луѓе кои што се куповно способни, кои што имаат поголема економска моќ, има многу поголем бенефит. Ние треба да го таргетираме во тој сегмент повеќе и тоа да го привлечеме, но и инфраструктурата треба да одговори на барањата на тие клиенти. Едуцирање, јас секогаш го гледам, приватниот сектор рака за рака заедно со државата, градење на заеднички мостови, кои што понатаму инвестирање од една страна е работа на терен, создавање, работење со, реков, агритуризам, работење со занаетчиите, работење со локалните фамилии, локални здруженија на жени и така натаму. Значи, сите тие, тука државата мора посериозно да се заангажира, да направи програми за поддршка, да направи програми за едукација, кои што ќе бидат потоа ставени во функција на туризмот, и од друга страна е промоцијата, кај што ние мораме тоа што го имаме да го испромовираме, затоа што без промоција туризам нема. Значи, како стоиме со промоцијата? Правиме доволно или може и подобро? Вака, ја дефинирам, ние 10 години немавме никаква промоција. Работите се минуваат на позитивно. Оваа година веќе имаме сериозна програма за промоција, која што се надевам во соработка со Министерството ќе успееме да ја реализираме и на тој начин полека да се вратиме на тие патеки кои што од претходно ги поставивме, а ги запоставивме последниот период од X причини. Така да, значи, сега е период кај што нема што да зборуваме како било, сега да поставиме на здрава промоција и поддршка, како што кажав, поддршка на терен поинтензивна, за да се поддржат нашите сограѓани и да се сподели ризикот, да инвестираат, тие да влезат посериозно, да веруваат повеќе, и имаме добрата работа, ние ќе ги наречам такви, ние ги викаме локални херои, звезди, кои што веќе успешно работат, се интегрирани во програми. Треба да се да падне фокусот на нив и тие искуства да се споделат, затоа што секој сака да види нешто да функционира за да влезе и тој во целата приказна и да се мотивираат колку што е можно повеќе сограѓани. Туризмот е најбрзиот пат во создавање на предприемачи. Значи, за да создадеме предприемачи, за да имаме силна држава и успешна држава, ние мора да работиме на создавање на предприемачи. Предприемачи кои што ќе мислат со своја глава, кои што ќе создаваат, кои што ќе сакаат да останат тука затоа што се корисни, затоа што се чувствуваат убаво и создаваат. Секој што создава, никош не би направил промена, нормално, иако се валоризира неговиот труд, се разбира. Така да, туризмот е, затоа велам, туризмот е шансата, веќе навлегуваме подлабоко на некои работи, но е шансата за нашата држава. Но имаме еден проблем, веројатно, со кој што се соочуваме, а тоа е недостатокот на туристички работници, особено во летната сезона, затоа што овој период сега соседните држави не користат како одлична работна сила која што може да функционира. Таму пред се мислам на Хрватска, таму заминуваат многу не само млади луѓе, многу луѓе да работат таму. Што правиме на тоа поле? Тоа е нештото кое што треба да се сработи од делот и институционално, значи со да се направи и со научната фела, да видиме како би можеле да се задржат, да не и со повисоки стимули и со целиот тој процес. Мислам дека работите се менуваат и тука на позитивно, затоа што стандардот и кај нас знаеме дека секојдневно расте и во тој дел, значи, и успесите кои што би биле поинтензивни во туризмот, би ги задржале нашите сограѓани тука. Мислам дека тоа треба со сериозен пристап да се види како може да се направи реално. Јас искрено мислам дека би можел да се направи некој баланс, но потребно е структурен пристап за да имаме опипливи резултати. И мислам дека еден од најгорливите проблеми за нашите колеги, посебно во делот во гостителството, е тоа и ние мораме да најдеме решение. Не е секојаш решението со увоз на работници, затоа што тоа
тоа менува структурата, тоа го менува тој начин и пристап. Пак велам, пак со тој пристап, значи кога би имале ние посилен туризам, кога би имале повисоки примања, ќе биде полесно да ги задржиме, кога би ги мотивирале да, како што кажав, и во агротуризмите и во делот на занаетчиите, кога би ги мотивирале да ги вклучиме, да ги едуцираме во услугите, поголем дел од нашите сограѓани би останале да работат на своето, да кажеме на еден начин. Затоа велам дека... А тоа е најважно. Тогаш нема да имат, ако работат на своето и за себе, тогаш нема да имат причина да си заминат од овде, па макар и на привремена работа од неколку месеци. Па ја мислам дека тука е еден од рецептите кој што, затоа што и туризмот се менува доста. Значи, се повеќе добиваме барања, сакаме да не однесете примерно во локална фамилија и да видиме да домакинката да спреми храна за нас. Имаме различни случаи, примерно, еве, почнавме да збориме, да кажеме во Царев двор, имаме Спиритов Преспа, имаме екипа од 7-8 жени кои што ги пречекуваат гостите и готват за нив. Тоа е едно фантастично искуство. Храна сервирана во овоштарникот и тоа е нешто кое што никош нема да го заборавите. Потоа имаме занечи, ги учиме да резбарат, потоа имаме cooking classes, часови за готвење, значи има работи кои што можеме и во близина на Скопје, во Уминдал има одлична екипа која што исто така е подготвена да пречека туристи, го прави веќе тоа. Тие што се успешни приказни треба да ги извадиме, да ги покажеме, да им помогнеме, да го споделиме ризикот на почетокот со нив, да ги и финансиски помогнеме и на тој начин да во следните чекори имаме подготвени, не е нешто ние што ќе го измислиме. Словенија, сите тоа го веќе прават. И словенската влада, ја кога разбрав дека има амбасада, проект за поддршка на агротуризмот во Македонија. Тоа ви кажува, значи, словенците веруваат во тоа што го имаме, затоа што од лично искуство, од нивно искуство знаат како тоа носи бенефит за нивните сограѓани. Тогаш ние не треба, во овој случај сега зборувам, не треба да се правиме многу паметни, само треба да го пресликаме тоа што кај ни веќе функционира, има можности овде да профункционира. Мораме и менталниот склоп. Значи, мораме да веруваме колку едукативни тури се направени за туризам во Словенија, ама тоа не може кај нас. Може. Се може. Значи, нема што не може. Значи, само треба да сакаме, да работиме и да го сработиме. Ама мислам дека за се сме такви, не само за туризмот. Мора да промениме, мора. Еве, со ваквите разговори и со едукација, но и со делување на терен, се обидуваме тоа да го поместиме, да не ни биде првата изговорена реченица или првиот изговорен збор не знам и не можам, туку сакам и можам. Веројатно само така ќе дојдеме до успех. Тоа е рецептот, нема друг рецепт, мислам. Тоа немаме ние, друга шанса немаме. Ние мораме, мала држава сме, мораме да се свртиме кон нас самите, мораме да се развиваме, мораме да работиме на нас за да имаме успех. Друга не може и да престанеме, никој нема да ни ги реши работите од надвор. Значи, внатрешно, меѓу нас, приватниот сектор, заедно со државата, заеднички, само тоа е рецептот, друг рецепт нема. За крај, на сите овие патувања на кои што одите, саеми каде што посетувате, каде што ја представувате Македонија, ја раскажуваме ли добро приказната што треба да привлече туристи? Јас сум убеден дека е така. Дефинитивно, многу работи се померени во позитива, искрено. Имаме среќа, ја кажувам, значи можда Македонија е една од единствените дестинации кај што приватниот сектор инвестира повеќе во промоција на државата отколку самата држава. Тоа дефинитивно го тврдам и тоа со бројки може да биде докажано. И мислам дека начинот на кој што го прави, со многу жар, со многу верба во тоа што може да го даде, сметам дека може со мала надоградба, со заеднички сили да оди секоја година скалило нагоре и наголе. Македонија останува една од последните дестинации која што е автентична. Пак ќе се повторам, нашето гостопримство е нешто фасцинантно и треба да го задржиме, да го имаме тоа.
и да останеме оригинални тоа што сме. Никој не очекува од нас да глумиме, да правиме работи, да градиме облакодери или нешто друго. Луѓето ќе дојдат во Македонија заради другите работи и на крај да апелирам, значи, за чистотата. Сите ние мораме да бидеме фокусирани. Единствените крупни забелешки кои што ни доаѓаат од нашите клиенти се во делот на чистотата. Значи, најголема антиреклама на државата е нивото на хигиена, кое што ние мораме заеднички, сите, секој од сам себе да тргне, и тоа е нештото со кое што ние мораме да се избориме, да поставиме цели и да се знае дека Македонија има се да биде еколошка, чиста држава. Значи, и тоа ние мораме да го средиме. Дефинитивно. Остана уште некои прашања кои што не ги одговоривме, ама ќе имаме можност и во 26-та да се видиме и еве да речеме да ги сумираме резултатите од зимскава сезона и да видиме што правиме за туристичката сезона која што ќе биде пред нас. Сулеп, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Ви посакувам многу успех и поуспешна 26-та, кога станува збор за дојдовниот туризам во Македонија. Благодарам многу за поканата и секогаш е, мислам, чест и задоволство затоа што туризмот мора да биде тема која што ќе ја имаме секојдневно и на телевизија, и на медиуми, и секаде, за вербата во секторот да биде уште поголема.